гледајќи ги овие дела, можам слободно да кажам дека е роден новиот гений на македонскиот ликовен уметнизам. Ја прогласувам изложбата за отворена и да ги погледнеме овие прекрасни дела. Ете, драги гледачи, се јавуваме во живо, овдека присуствуваме на свечерното отварање на изложбата, при што оваа многобројна публика овдека ќе биде истакната, при што ќе имаат можност да ги погледаат овие извонредни дела, а ние во оваа пригода со вас ќе го поканиме и авторот и тој самиот нешто да ни каже. Еве го, тој ни приоѓа. Добар ден. Ве ако сакате во рамките на нашата емисија, ако сакате да кажете нешто за вашите дела. Па еве, прво да кажам дека и јас како лице од браншата, веднаш по завршувањето на работните задачи, нели, сакав да дадам еден мал допринос, односно пример како треба младите да се бават со уметност, а да не се бават со кривични дела и со мафија. И сметам дека оваа моја прва изложба не е само резултат на нашето министерство, туку заслуги имаат сите министерства кои што заедно соработуваат и после се претвараат у влада. Меѓутоа влада, да. Меѓутоа, некои од гласини блиски на оваквото слушаме дека ова све се работи по шема. Добро, видите, има такви зли гласини, меѓутоа јас би кажал една работа само се работи по шема, меѓутоа секој гоблен за себе е шема. Затоа што за секој гоблен има посебна шема, нормално. Така да имаше една мала анекдота, вака што ја одбележи оваа изложба. Именно кој ги урамувавме гоблените со еден колега, за 6 дена ги урамивме, мислам тоа е рекордно време. Браво. Кој ги урамувавме, еден гоблен ми падна и се скрши рамката, ја му реков: леле, што направивме? Сите се изнесмеа тука, ја бев збунет, не знам што се дешава, најверојатно тоа леле што направивме сум го кажал толку спонтано, а не важам меѓу колегите као духовито лице. Добро, вас вие сепак прва изложба, со втората више, третата е уште по духовити. И би сакал да кажам нешто на кратко за моите дела. Да, би го земавте прашањето, сепак да го поставам. Сега ќе го замолиме уметникот да каже нешто за своите дела. Па овде има, оваа е голема, многу голема изложба, една од најголемите, овде има повише дела кои се распоредени во неколку колекции, така да овде може да видите, ова е чист надреализам. Овде се прикажани годишни времиња, имате пролет, лето, зима, така да надреализам е поради тоа што не може во исто време нормално да биде и лето, и пролет, и зима, и есен. Сигурно, тоа е една мултисезонска колекција, клима е у питање и ја нареков климакс. Така да имаме тамо сезонски цекиња, некои мртви природи и така дале. Карактеристично за мојава изложба е тоа што ја исклучиво користам живи бои, значи живинизам е правецот, и највише користам ултравиолетова и инфрацрвена боја, така по-живи бои се. Да, тоа нашите гледачи веднаш ќе падне во очи. Добро, тоа би било све во главно, да погледнеме изложбата и уште на крај да ве запрашам уште нешто, меѓутоа да видиме уште. Теписи нешто? Дечки ќе добиеме и не си ласка. Значи нема теписи. Ева, теписи. Добро, да не должиме многу. Ете, драги гледачи, видовте се, тоа беше се за оваа изложба, меѓутоа од извори блиски до авторот ни јавија дека во рамките, дека во овие рамки до година ќе има и други гоблени од оваа изложба.